Почитувани, според одлуката на владата на 6 октомври, Еленица, семејната компанија за цигли на Трајче Заев, на Вице Заев и на Катерина Бојовиќ Заева, доби концесија на цели 30 години за експлоатација на минерална суровина на локалитетот Раборци во Струмичко. Внимавајте, владата на Зоран Заев им дава концесија на фирмата на Батевице и на Бате Трајче. Концесија за руда за следните цели 30 години на семејната фирма на Заев. Ова почитување е конфликт на интереси и класична злоупотреба. Ова е класична приватизација на владата и на државните ресурси, целосна неетичност во водењето на политики. Ова е безобразно. Ако антикорупционерите тука не видат конфликт и злоупотреба, ако не гледаат влијание и ако за ова Државната комисија за спречување на корупцијата остане сокриена зад недоречености, тогаш слободно антикорупцијска нека се самораспушти. Почитувани, додека Заев се закануваше дека ќе ги остави малите компании да згаснат во кризата и дека нема намера да им помогне, истовремено со одлука на неговата влада непречено ги помага фирмите на Батевице. Ете затоа е мафија. Ова не е прв пат Заев да ја форсира фирмата на Батевице и на Бате Трајче, компанија со годишни обрти од над 5 милиони евра. Еленица се најде во скандалот од 220.000 евра пари од Фондот за иновации. Годинава Еленица зема пари државна помош од 841.000 денари за минимални плати за работниците, а сега Заев обезбеди 30 годишна концесија за минерални суровини. Батевице врти милиони со фирмите само и само заради Зоран Заев. Во Македонија со Заев нема фонд, нема помош, нема концесија за никого, освен за фирмите на Батевице и на мафијата на власт. Следува и одговор на прашање пристигнато од редакцијата на Вечер, став за барањата од Софија и проблематизацијата на односите помеѓу Македонија и Бугарија. Почитувани, проблемот со Бугарија настана откако Зоран Заев ветил се што денес Бугарија и владата во Софија бара од него да исполни. За ова има лични признанија од бугарски политичари во Врвот. Заев излажа дека ги има затворено клучните прашања за Македонија. Затоа Заев е должен да каже дали последните барања од Захариева се уставни измени по теркот на договорот со Грција, редефинирање на македонската нација и откажување од македонската историја. Јавноста заслужува одговори. И вистински срам е што овие информации се дознаваат од неофицијални места, а не од официјалните извори од владата во Македонија. Ви благодарам.